петок и како последен работен ден, За администрација само. време е за селекција. Време е да видиме кој ќе си оди дома среќен, а кој разочаран. Во денешната емисија ќе ја запознаеме Марија Куцева, која по втор пат се пријавува во шоуто. Продукцијата уцени дека треба да ја наградат незината упорност, па ја поканија на средба со стручниот тим. Дали ќе ја прифатат? Е тоа ќе видиме. Добар ден, Марија. Не можам да бидам озбилна, извинете. Добар ден. Супер, одлично. Како си, Марија? Фала, добро, вие? Ние се знаеме, супер сме. Фала на прашање. Ние се Мислев знаеме од сите. претходната сезона. Мислев сите, да. Да. Марија Ивани би Куцева. последна година, последно не е проблем. Не е проблем, ама треба, нели? Најдоброто за крај, нели така? Да. Ете така. Шлагот на тортата. Ајде моца да ги подсетиме гледачите на Диетално максимално да ни се представи Марија. Која е Марија, од каде доаѓа? Марија Куцева доаѓа од Скопје, Карпош 3. Добро. Иначе сум малку години рамно 70. Лани беа 69, сега се 70. Пензионер. Се уште. Се уште невработен Со пензионер. килограмите што правиме? Со килограмите, истите килограми од лани, истите проблематика од лани, сега со нова екипа, со нови членови, се надевам на повеќе. Сега имаме двајца нови нутриционисти. Не е никаков проблем, јас со секого би соработувал. Ајде сега моца да им објасниш, пошто ја знам од лани, да им објасниш на нашите нови нутриционисти во врска со твојата исхрана. Мојата исхрана е многу проста, ако може да се каже. Од што да почнам? Од што јадам или од што не јадам? Што јадете? Што јадеш најдобро? Компировист. Во сите варијанти, но само пржано не. Добро. Слушате внимателно. Грашак, леќа, граф. Никаков проблем. Све друго е малце А никаков. што ви представува проблем? Рековте дека имате намирници што не ги јадете. Кои се тие што не? Има многу. Например, Зошто? од мала не ги јадам. Никако ми стварале, не знам што ми стварале. Некогаш миризбата на некое јадење ми стварало проблем, нагони на Пример? повраќање. Зелка. Добро. Не Свежа дека- или манџа? Манџа. Свежа, но јадам. Добро, тоа е битно. Друго? Прас, например, тоа прас, кромит, лук. Миризбата ми носела нагон на повраќање. Дали Зборуваме се за повеќе свеж, на зборуваме за свеж. свежа? Ниво свежа варијанта. А, Во ако свежа варијанта краставица, патлижан, морков. Не, зборувам зелка. за лукот и за крумидот. Дали само во свежа варијанта? Мирисот не можам да им го Затоа поднесам. што ако земете да испечете кромит, да го излупите, можете да направите одличен, например, пинџурот кој што го јадете, да додадете печен кромит. Сосема различен вкус има Пиперка кој не печен. јадам, пиперка не јадам, например, тоа не е од сега, не е од годинава, тоа е уште од мала. Ја кога сум ги видела тие намирници, кога што ми стварале на некој нагон на повраќање, ја не сум ги сакала ни Ова да ги многу пробам. ретко Македонец да Да не јаде пиперка и Да, затоа ви реков Марија има една листа Ама јас вака сум, на работи например, кои што не јаде. Македонка родена во Ташкент. Затоа сте од Карпош 3, јас сум од Карпош 3, мајка ми е родена од Ташкент. И мајка ми е родена во Ташкент. Гејки, така? Абе, Добро дојдовте во клубот. Добро дојдовте во клубот, да. Затоа сме вака бели. Да. И тоа е тоа, мислам, нема многу но јадење што јадам. Сега јадам сирење, јадам кашкавал, јадам сувомесното тоа по потреба, ако веќе морам. Добро. Иначе не го... Супер и да не го јадете суво месо. Да, протестирам. Така Не, да. зборот ми е дека не сум зависник на она да отидам А хамбургер. месо дали внесувате? Да. Значи месото ви е дел од поголемиот дел Месо, од но исхраната. да, сакам, например, повеќе сакам пилешко, Добро. пошто свинско некако, да, македонец, ако некасне свинско не е македонец. Осеќам на моменти некои проблеми ми ствара, ама го јадам. А додека и јунешко, да, јадам, ама сега телешко не го јадам, ради тоа дека многу сол ставаат внатре во цената. А што мислите дека ви е проблемот што вие сте дошле до оваа килажа? За оваа килажа мислам дека ми е најголем проблем тироидата. Добро, имате хипотироидизам? Пошто за тироидата примам лекови, пред да откријат дека јас имам проблеми со тироидата, јас почнав некако
да си растам со... Добро се спорува метаболизмот, да, но сепак може да се модулира нели исхраната и да слабеете, И луѓе со да. хипотироидизам слабеат. Да, ама Може сепак поскоро, како е. али слабеат. Во ред, не викам дека Да, не, да, ама не сте, еве, од прошлата сезона до сега не сте те пробале сами да... Да, битно е што Па нема добро. покачување, како Да, што така. кажа на Не, почеток, не истата одам. килажа има една година што Ама и треба некој изгледа да ве мотивира, не можете не сами. вечерам, долго време не вечерам. Мислам, тоа ми е некако, ама... А може би грешка правам дека не Не, тоа вечерам. не. Не, затоа Тоа што не е. друго сакам да кажам, може би правам грешка затоа што на вечерам. Например, додека одев на работа, јадев некаде околу Количински јадете. И плюс јадете многу строг. но јадев Ориз, например на омпир. јадев например некаде околу 12 1 сат и после кога ќе дојдам од работа 5:30-6, тогаш јадев и не вечерав. Не е тоа Така никаков да проблем, никогаш има тоа не било- што не вечера. Треба да имате добар доручек, ручек, вечера. Појадокот може да ми биде снеголки овесни, може да ми биде оние мусли, може да ми биде едно овоше, никогаш не ми представувало проблем. Дали јас ке каснам јаболко за појадок Тоа не е тоа не е појадок. или Само во појадок, 12 сат што е појадок? Не е тоа е никаков проблем. Има луѓе што доручкуваат, верувајте, покасно. Јас ви верувам и затоа Само да ви е правилно избалансиран. Како пример треба. само ќе ви кажам, во 6,5 сат са бајле кога одев на автобус, имав колешка што јадеше четврт бурек. Ама секој различен. Она во 10 сат јадеше четврт век на леп. Во 2 сат уште една четврт век на леп, и у 4 сат трчаше на автобус затоа што не може да издржат, не си се јаде. Ми беше јадењето малце... добро, тоа е до метаболизмот, Лизмот кај вас индивидуално. тироидата направила проблем за да дојде до накачување на телесната тежина затоа што тука со хормоните нели нема играчка, тие регулираат скоро се во организмот, меѓутоа ние ќе се потрудиме да направиме една убава диета, да речеме, согласно и според тироидата, за да може да изгубите дел од килограмите, ќе оди малце потешко поради возраста, Нормално, или нормално. и поради тироидата, така да можеме да постигнеме резултати, меѓутоа искрено не можеме да очекуваме тие да бидат многу големи и да се изгуби голема телесна тежина за кратко време. За кратко време. Јас, но колку што знам, за кратко време, што е кратко време? Година, две? За година, две Кратко нема. време е еден 3 месец, месеца, 3 месеци. два, два, тоа е да. сепак. Мислам дека и не Треба е да се правилно. реално. Да. Не е ни мислам добро. и според медицина, што Не, имам не, читано добро, и добро така за било, слабење, па не така. е за месец дена јас Така да е, изгубам така 30 килограми. Да, не, мислам, И не ни очекувам. Мислам, Така е, добро. реално си Свесни кажам, сте И за во тоа. претходната сезона, да кажеме, Билјана имаше проблеми со тироидната жлезда. Она ослабе негдека околу 9 килограми, 10 килограми за тие 3 месеци. Но Што е стана во ред. многу Што повитална во врска со движењето, со И може ќе седнувањето. научи, ќе види дека може да ослаби па да продолжи па Токму натака. така. Да. Ама Ама не, треба да се јас упорна. например кажувам дека јас ова снага ја носам толку време, не можам сега да бидам, мислам реално зборам, не можам да очекувам за месец, два, три Така да е, симнам така 30 килограми. Не можам. А и ако не ги постигнам, пошто сум свесна дека нема да 30, не можам никого да кривам, затоа што свесна сум дека не од Да, затоа од и еднаш јас ви од старт реков, не се постигнува. ама мислам. многу е важно, извини, да не се сега некако знаете, пак тешко е ситуацијата во која што се наоѓате, ама да не се обесхрабриме. Сега не е ни невозможно, Не, да знаете. дефинитивно. Значи, можеби ќе ни треба подолго време, можеби Да ќе се ни треба ослабне. повеќе труд од што би му требало на еден просечен човек, меѓутоа не значи дека не е возможно. Сепак да, сепак ако си запнеме како што треба, Сепак ако ги калориите решиме навиките, дебелеат, да, да, да. не... Да, на крајот од денот, ама многу е тешко да се израчуна кои се тие калории Калории. кога е во таква ситуација, Ситуација, заради да. тоа е проблематично. Ама Дали на крајот сте од денот спремни да се откажете од некои намирници во вашата исхрана? За да ослабнете, треба некогаш да се направи така рестрикција некоја, да. рестрикција на Па некои добро, намирници. Зависи, например, јас... Еве, например, да вика, вие прво што го кажавте дека е Мешунки. компирот, например. Ај, мешунките се нешто што имат протеини Компир, влакна. компир и ориз, например, Не би ги откажале не добро, никогаш. да докажам ако може. Да, извини. Компир, ориз и граф, кога има, поготово ако е тава,
Во ниедна варијанта не користам леп. Во ниедна Не, варијанта. па не ни треба, тогаш има доволно. Доволно, да. Да, ама тебе некој ви каже, на пример, имате исхрана и мора да го трнете компирот за да сакате да ослабнете. Дали би го тргнале? Веќе го имам тргнато многу затоа што на пример порано кога правев помфрит, правев со 5 кила компир. Реално зборам. Да го За земеме сите во дома предвид- или само за тебе? Не бе за сите дома. Добро. И у предвид и маслата. Сега више, Тоа е многу масло само, Да, гасување на многу Калории. масло. се, не да, сега, маслата се не калории. уназад година дена, него можеби 15 години, компир, ако треба да биде пржен, Јас само го дадов како пример. Не треба повеќе ништо сум- да се трга до не, нели, повеќе сум на пример за печен, Добро, на- така е, на- добро е. Така супер. на хартија за печење кај што не треба да ставам зетин, него ли до 7 ја 3 сати да го Добро, пржам. секој така денес И, готви, да. на пример сега веќе ако готвам компир, па нема 5 кила, него има кило. Да, сте го намалиле. Многу. Порано, например, за тавче ориз се ставало многу, не многу, него некоја логика на чаша за човек, чашичка. Ама сега сте послаби, пошто еве сте го намалиле оризот и Сега, например, количина, ама сте ослабнале сега, од тогаш. например, па немаше на чаша кога се стави полова чаша. А прашање едно, дали со оризот само ориз јадеме? Дали не го комбинираме да направиме некој разноврсен оброк со месо, со салата, така нели во ред? Да, добро. Да, со месо може и салата, но Затоа што одредени комбинации повеќе не заситуваат, затоа и прашувам Да. кога ќе се намали бројот на калории така, затоа и ме интересира. например, многу јадам салата од краставици, ама но тоа на салатата ми е, например, прво да ручам и последно ми е салата. Обратно треба. Салатава ми е, например, може да биде еден куп, а јадењето Салата да ми дојде како десерт, кај вас. Не, така како десерт, мислам. Да знаете така за ми е- војнина прва да си ја јадете, затоа што нема да ви остави простор за таа калоричната храна. Во желудник. Ќе ве засити пред време, да. Кажувам дека јас може, но не викам дека сум исправна, кажувам дека правам не, грешки. јас знам, јас Апсолутно само ни ви кажам интересираат како овие што е, навики, да. да, ни се потребни. Марија, од лани до сега, некоја физичка активност? Физичка активност, Леле, Карпоштри е толку убава населба, Не, за па шетање, тамо за, да. да се шеташ. Не шетате? Карпош убава населба била, но се додека него направија Скопје Сити Мол. Сега е толку загадена и толку е нечиста и толку е небезбедна затоа што Ама има паркчиња позади. улицата кај што живеам од уличе селско го направивме булевар. Пошто сите тука што проаѓаат тие од општината проаѓаат и за влез и за излез, проаѓаат тука од таа улица која е. Сега пак се враќаме, а физичка активност? Тоа е. Јас Не На во кој страна сте? пешачење. Во зграда сте, нели? Да, Да, и не да. шетате околу мало или нешто. Не, ама на пример знам пошто ова Саратов ми кажува колку чекови треба да направам денеска И ги правите? и од една тераса до друга, ама знам она убави, но поготово кога врне знам да си направам. Еве, на пример, од Сабајле имам 2000 чекови до сега. А до вечер треба да направиш? А до вечер имам некаде уште 3000 сигурно. Осум. Треба до 10. Да, треба до 10, ама јас ги правам некаде на реално речено некаде. Ајде вака да се договориме. 6200 ги правам. Да го смениш саатот, наместо тамо на 5-6, да ти биде на 7-8 И не на тераса. и не на тераса. Не добро, но сега не да се вадам, него мислам дека тоа Да бидеш поупорна. Движењето ми е малце заради хобито што го имам, дека тоа е соцедење, иначе но и да отидам и без мене на пример не ми е проблем да отидам до молот пешки, ама ако одам со машми е проблем затоа што не сака тој да пешачи. Значи да почнеш да пешачиш, да го смениш часовникот на повеќе чекори, да Љупче и Вероника ти кажат што и како треба да конзумираш, тоа што ќе ти кажат да слушаш и се надевам дека ќе се видиме набрзо во некое Здравје. друго издание. Фала Богу, сега тоа е све на работа. Марија, на... ти благодарам уште еднашка. Благодариме. Да, благодариме. Што Благодарам повторно што дојде, ме се слушавте, што не сега пратиш. Упорноста се види дека лани
Не влегол во групата, ама пак, мислам, не се откажав. Значи од дека нешто. не пратиш и значи Да, дека има да. некакви шанси да повторно се види. Па сега здраве Боже, тоа е. Ти благодарам, Марија. Благодариме. Благодарам на вас. Сега да се подсетиме на кандидатите кои продукцијата ги селектираше, дојдоа во студио. Да ги видиме предлог кандидатите за сезона 2. Зоран Јовановски од Скопје, Виолета Капони-Вилевска од Скопје, Златко Николов од Скопје, Тодорка Тасева од Скопје и Марија Куцева од Скопје. Ова се кандидатите за кои продукцијата одлучи дека треба додат на разговор кај стручниот тим и за нив дополнително да се одлучува. Се уште не е познат идентитетот на кандидатите кои ќе имаат директно учество во емисијата. Тешка е одлуката на стручното жири и неизвестно со одлуката на тимот. Сега да слушнеме што ќе кажат стручните лица. Дали на крајот се задоволни од изборот на продукцијата. Најпрво би започнала со Тодорка Тасева, 55 години. Она што Тодорка го кажа за себе, дека има веќе физичка активност, односно дека работи обезбедување. Дека има Хашимото, односно проблем со тироидната и која што ја добила по нејзино мислење дека е од стрес. Веќе еднашка има изгубено килограми, мое мислење дека нарабочение од претходно дека мене ми е еден од, да кажеме, потенцијалните кандидати за оваа сезона и предизвик да би работела со незе, затоа што 10-15 килограми мислам дека според она што јас го работам, дека нема да и бидат никаков проблем и дека доколку ги слуша Љупче и Вероника, дека може за овие 3 месеци. Секако. Штом имала искуство од 30 килограми, а сега тука влегува и добра исхрана, влегува и добра физичка активност, резултативе не може да... И плюс тоа е многу брзо тоа, значи било пред 5 години ослабната, така не е кога имала 20 години, што е да речеме многу од прилика или 30, значи работиме со сличниот метаболизам, со добра исхрана, со добра физичка активност, добра програма. Тодорка може да биде многу интересен кандидат. И интересен лик е искрено, убаво зборува. Значи, убава енергија има, и целта нели на ова шоу е да се покаже дека може да се изгуба толку килограми и да биде потик и за другите гледачи кои што нели ни сите не може да бидат дел од шоуто, меѓутоа можат на некој начин ние на овој начин да ја помогнеме да изгубат телесна тежина, да живеат поздраво и да ги намалат сите оние проблеми кои што доаѓаат со зголемување на телесната тежина, така на некој начин ние помагаме и на целиот аудиториум што не гледа. Тодорка, најмногу ми се допадна прво навиките секојдневни, приметив дека нема страшни секојдневни навики што ќе пречат у процедурава. Друга работа ми се свиѓа што е темелна е прво и што ми остави впечаток најмногу е што дојде пред време, спремна, што значи дека е дисциплинирана, тоа многу кажува за карактерот на човекот. А јас и ти знаеме со нашите клиенти како иде тоа. Доаѓа од далеку, доаѓа од Дилидан, што дојде прва и пред сите. А јас имам искуство со клиенти кои што ми откажуваат тренинг договорен во 12, ми го откажува во 12:15 по телефон. Ето, интересно. Значи што јас заради тоа и од некој од психолошки аспект мислам дека е спремна да работи. И јас согласувам. Интересно. Златко Николов. Златко, јас имам биолин. Добро, Златко е решен исто, како што видов. Стварно е решен човекот да изгуби дел од телесната тежина. Он беше со JNA, што славно кога трчал. Да, со бубеќе си одговараат за риболовот. Аха, и ми се свиѓа што има и физичка работа, тоа е бонус. Има во пивара беше така. Да, ма и тешка е таа физичка работа, затоа што веќе и кажа дека нели имал повреда некоја на мускулот. Ке мора малку да се внимава. Да, малку повеќе треба да се Ама кога ќе види промената во работата после кога ќе ослабе. Апсолутно, ама ќе направиме некоја база и тренинзите ќе ги координираме по тоа. Ама и сметам дека кога ќе зајакне дури ќе му помогне во работата, така што да може и ако се падне кај тебе и кај Вероника во група може да биде потенцијален. Многу побрзо може да му се врати. Апсолутно, да, има како рековме широка коска имаше човекот, значи може да го направиме. А најмногу килограм имаше од да, 147. Тонусот може да му се врати на мускулот со вежбање. Сега едино што он цел живот кажува дека има голема телесна тежина.
сега не знам колку Навиките ќе му се сменат. Да, Пошто колку ако ќе има му се цела... Да, малку. Да, ма тоа ќе биде супер за него. Тоа е многу добра промена Дали за ќе него. може да ги издржи, ама... Ако изгуби тој 10 килограми, според мене тоа ќе биде одлично. 10 до килограми, 12. ама може ќе му даде па и сатисфакција и Да, желба и да проложи, ама... Рече дека во војска ослабил, така да Тоа е методата дамна ја му. знаеме. Тоа е дамна. Да, Ќе го методата стиснеме, ја да, знаеме. методата Јас и ти за знаеме. трениците тука Да. негде дека сме тоа. Значи нели? ќе го Јаде спрегнеме се. како у Тоа е војска, добро. да, и тоа, да. Супер кандидат, Да, ја дека е мислам. добар кандидат. Да, интересен. Предизвик 147 плюс има. Зоран исто интересен според мене. Мене хумор, хумористичен од сите Да, најмногу. И тука сум го напишала, и човек- хумористичен. Зоран, да. Човекот има Вицкас. изгубено исто килограми. Само со физичка Да, со активност. физичка активност мислам дека според мене он е најголемиот потенцијал тука за губење на Апсолутно на се славам. тежина. Мислам дека е, се гледа дека е доста мотивиран и има најголем потенцијал. Он ми е фаворит дека ќе изгуби најмногу килажа, тоа е моја Ја предпоставка. мислам Златко. Дека- Дали ќе биде Знаеш, Ама, а од кој ама аспект? тајната ќе биде пошто ќе идеме заедно на ниво да копаме. Од кој аспект? Па мислам и дека за најмногу, збориме сега со однос со тоа колку тежи. Ја мислам поише ќе ослабе на пример Златко, Затоа што има многу првичната му е заслабење. прва, Да, затоа Да, реков. и сега Златко од има тој многу, аспект, да. Да, така беше и во претходната Не, сезона. секогаш е исто, така. секогаш сакам е да кажам така. да, Пособен. Златко, пардон, Зоран можно е да го има најубавиот резултат вака по мене ако ме прашаш Знаеш, ќе има последниот продукт мислам дека кај него ќе биде идеален. Ако прошлата сезона им се дало исто калории на сите, без разлика која била првичната килажа, тогаш затоа кандидатот од прошлата слабел. Но добро, мора да се земе Нели? во предвид и дисциплината на клиентот. Сега може да ни кажуваат они дека Дома мора да внимаваме, да, значи мора да внимаваме и мотивација. Да, но и тоа се приметува. Се приметува. И да. Се зависи- приметува оној кој што се Муабет, придржува кој на ќе го- исхраната. Еднаш ќе ти излаже, оне Ете втор пат така. ќе ти излаже. И ти јас си крив, да, лани, апсолутно. например, да речеме, сега не ги кажувам кој и како, но кажуваат едно нешто сега во моментот и доаѓаат следниот пат на тренинг, па некој друг нешто се надоврзува на претходниот муабет и се фаќаат дека уствари дека нема врска. Донеле, не знам, нешто дома, некое сирење, јас не јадам сирење, вака онака, нели слушам нутриционистот што ми кажал и следниот пат вика, леле, што убаво едно сирење што ми донеса Милина. Браво. Помалце јадам, ама добро. А веќе кога не сме, нели кога нутриционистот ќе каже што и како треба да се јаде, нели треба да се придржува. Треба да се Да, да. практикува. Јас тоа што сакам да го кажам, значи процентот, ако гледаме имаме два начини на гледање. Колку посто ќе изгуби од телесната тежина и колку во килограм. Затоа кога мислев на Зоран, мислев Да, дека процент, со да. процент тој Да. тој најмногу би симнал, Да, да, со килажа Да. можеби Златко Тоа е со Златко има вода многу. Што Да. повеќе кила, Да, има повеќе вода и затоа он Добро, ама и- кога ќе земеме целокупно, кога ќе видиме и визуелно и Ќе видиме килограмите обемот и кој ќе се измери, да. Значи сепак. тука ќе играат многу голема улога и нормално ќе видиме и физичката активност која што мора да се прилагоди мора да се на прилагоди самата група. Да, имаме еве како со кандидатката кој што не ја споменавме со Виолета. раката, Виолета исто мора тука да и направите нели друга програма за вежбање, Да, не може сите вежби. Предизвик, да. Со интересното презиме Капуни. Да, она кажа Италијанка. дека физички е неактивна, кажа отворено, мислам дека е една многу отворена жена која што све кажува отворено и која што Да, мислам тоа е дека добра ќе стvar. слуша и дека има голема желба, тоа е најбитно, нели, не е само да ставиме кандидати кои што изгледаат дека треба да слабеат, а желбата им е мала. Овие сите кои што ги избравме на некој начин денеска, мислам дека И имаат сите голем имаат потенцијал. ист проблем. Сите имаат крвен притисок во. Да. Сите. Имаат сите, меѓутоа тоа знаеме дека нели Со дебелината иде, нели? хипертензијата иде заедно со хипотензија, дебелината, да, затоа ама што сите пијат се лекарства замастуваат Да, ама и крвните садови. пишачењето е првото нешто кое што треба да почнат да го Секако. работат. Права, да. Тоа јас Затоа на сите што- го напоменав дека мора да се движат. Ние знаеме дека тоа е број 1 е движењето, дека ние сме создадени за да се движиме, сите оние кои што живеат долго луѓе и на 100 Виолета мислам години дека сите кажа дека на пешачи. часовникот дека има колку уште калории. Како? Виолета Да, мислам дека ви- рече дека има часовник кој што и мерел колку Не, чекори. тоа е Марија. Не, Марија. Тоа беше Добро, Марија. да.
Така да мислам дека имаме одлични кандидати, останува да се сработи тоа што треба ние да го сработиме, а тие да го испочитуваат, заедно да се работуваат и дека нема да изостанат резултати според она што ние би го направиле Видете, заедно со нив. Извини, сигурно со предизвици ќе се сочуваме. Мислам нормално е на луѓето им е ново ова, ама мислам дека имаме една група на луѓе кои што ќе можеме да ги доведеме до некој добар резултат. Кога јас Да. претходната сезона издржав, па за оваа мислам дека ќе биде. Зошто? Жива и здрава. Ја не... Сама бев, Да, фер. Добро, да. сама бев. Па доаѓав ти помагав. Па добро, што еднашка два пати Сега да ќе ми имаш помогне. предизвик На најубавото поголем, на пливање, на Да, на сонце, пливање, на базен, уживање, на јадење, мислам дека ќе биде овошје, на поинтересно сега, сладоледи. нели? Да. Предизвик имаш сега. Сега е надпревар, Сега со компетишн има. Бубе, како сме уиграни у старт, така... Чекај, сега немој. Што? Ќе видиме. И ние Бе, Бубе, ти од моја страна си, не си од нивна страна. Јас така кажам, ќе видиме затоа што да не ги исплашиме многу. Да. Па Да. не, па јас така си правам од почеток до крај, да се знае. Да, Пазете да се. бидат да бидат поподготвени вака као ние немој не така сме. да ме гледаш, ќе Знаеш се... као вака ние не сме Слушај, опасни, не се дури- плашете од нас. Некој од кандидатите кажа, Што? строг. Па како што ако е строг, кога они мене ме одбра. Па те одбра, Не рече така дека те одбра. За да Баш што со строг рече, Јас вака од страна вака, јас им правам цело време. И ја вака. Сега ни остана Марија, што правиме со Марија? Па најмногу од сите рестрикции има за храна, не јаде баш. Марија и Лани се пријави. И последна беше. Мене И повеќе сега ме И плаши, последна сега рече. пак повторна последна била. мене ме плаши повеќе со вежбите за храната, некако ќе усогласиме со колешкава. За вежбите, видете, сме работеле со Еми, сме работеле и со луѓе кои што не би верувале дека можат да вежбаат. Значи зборувам за луѓе со тешки хронични болести, Токму така. кои луѓе сме се да не се тапшам сам по рамо, ама луѓе кои што не можеле да одат ми ги продувале. Така да мислам дека не е страшно. Меѓутоа добивам малку доза на бунтовност од вака по нејзиниот тон, не знам дали ќе не слуша, дали ќе не почитува, дали ќе не ќе го прати тоа што ќе го спремиме. А за вежбањето, јас на пример со неа би почнал базично, значи би почнал со малку повеќе пешачење од тоа што она веќе пешачи. На Би почнал балконот оди шета, зошто да не е, чисто нели? со Да. базично движење со базична моторика, со кревање на раце, со кревање нозе, качување скали, мислам имитација на качување скали и слично, мислам дека ќе можеме некако, затоа што замислете вие на нула физичка активност, што ќе се случи со, да речам, 50% пардон, да ја зголемиме за 50% физичката активност од тоа што би сакал идеално да зголемиме. Да, добро Мене ми е кај нас. предизвик јадењето Да, кај нас. кај нас е Неќам добро пиперка, што она за неќам тоа, една ама- година не качила ни 1 килограм плюс, значи ги има истата килажа. Ама па и што преди, ветува. и тоа кажува и тоа што за една година ништо не ослабнала, не се потрудила сама. Да, ама нема Затоа што никој- да ама гледаш еве, што тоа тоа што сака, ама нема и треба Тоа некој што да ни го мотивира. кажа, она и претходно кажуваше дека многу диети има држано. И цело време кажува дека со ниедна диета нема ослабено или ќе ослабе, па се враќа Зошто одма мислите пак. дека сега ќе ослабе? Заради нас, затоа што ние ќе ја мотивираме. Да Па знаеш, не, ајде вака да ја помогнеме на Марија. Ако Добро. да пробаме да видиме со од нутриционистичка гледна точка, односно со исхраната, да Може. видиме да ја помогнем. Можеби тука лежи зајакот. Јас мислам дека во тоа е најбитно. Да, и да ја направиме некоја програма, поточно да направите и вие, за секојдневно да пешачи барем 10.000 да прави. Она 5.000 кажа, плюс во наутро, моја 5.000 населба навечер. живее. Убава населба Карпоштри. Има, ама и близко има е и тука Ке, и сегде да, како Ке може може да се живее живее и се. тука, да. Зеленило има Да. се. кога би спремиле некоја Да интересна, знае, ево она интересен вика концепт, намали да. во оризот, намали во компирот. И треба А да добра, кажа, меѓа тргнала. Знаеш како Тргнала од слушнала, нешто. недослушнала, не знаела од кај да тргне. Многу луѓе не знаат од кај да почнат. Токму Значи така. не знаат, се губат, не име. Ама за тоа им треба поддршка, за тоа апсолутно, па и еве заради стана тоа и времето мислам кога дека луѓето се консултираат и со апсолутно. нутриционисти и со тренери. И многу е подобро, јас сум кажала 100 пати дека е подобро да започнеш првите неколку месеци со некого да работиш. А потоа да видиш каде и што си, со себе си. Да. Затоа што кога некој ќе те мотивира, и јас имам клиенти кои што доаѓаат само 1 месец вежбаат. Така, да.
И тоа е доволно. Да тргне, За да почнеш од негде. Да, така. Да почнеш од негдека. Мислам дека супер кандидати ќе имаме, мислам дека ќе имаме прво. Најбитното нешто е луѓето поради кое што се дојдени тука е мотивацијата да ја добијат и поддршката од нас, од нашата страна. Значи вежбањето ќе биде одговорност на мене и на Гаго, храната, односно нутриционистичкиот дел ќе биде Вероника и Бубе ваша. Ќе се споиме така, мислам дека доста добро да на крај самите кандидати си ги добијат резултатите кои што си ги посакуваат и дека наравочени од претходната сезона, дека треба да верувате во нас, треба да верувате во нашата работа и дека И да веруваат во себе. Токму така. Најмногу. Тоа е најпрвото нешто. Мислам дека прво верувајќи во себе и затоа и дошле и се пријавиле тука, бидејќи ако некој не верува Џабе не викаат, слабењето почнува од главата, не од стомакот. Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чикор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Среќа имаме кандидати. Сега имаме полни раце работа. Како политичарите. Очекувате резултати по 3 месеци. На ново дружење за 3 дена, поточно во понеделник. Се гледам. Довидување.